Се сеќавам кога студирав, моите студии ги завршив во Белград и за тие студентски денови мојата најголема желба беше како јас ќе го положам испитот, односно мојот најголем страв беше да не паднам на испит. И сосема ги разбирам студентите, нели, кога се соочуваат со сите тие ситуации, затоа што секој период од нашиот живот ние имаме некои ситуации со кои што треба да се носиме. Меѓутоа, оно што јас би им го препорачала од оваа гледна точка, најважно од се во оно што го правиме во животот, без разлика дали се студиите или утре нешто друго ќе биде, е да веруваме во себе. Надворешно работите се менуваат, значи животот е постојано, животните ситуации се постојано во некоја промена, но ако ние не сме стабилни во тоа што го сакаме, не сме стабилни ја немаме таа внатрешна самодоверба, го немаме тој став за себе дека ние сме единствени и уникатни, значи ние не можеме да бидеме како другите. Тогаш се однадвор што ќе се случува ќе може да ја разнишува нашата самодоверба. Ја многу често викам дека самодовербата се поврзува на тоа дека ние мислиме дека сме одвоени од другите. Ние мислиме дека некој е подобар од нас или мислиме дека некој може повеќе, на некој му е дадено повеќе. Меѓутоа вистината е дека сите ние сме единствени и уникатни. Има многу често кога имаме обуки, особено нели кога одиме надвор од Скопје во Берово, моите учесници ќе им кажам погледнете во планината, значи погледнете планината. Они ќе ја погледнат планината и моето прашање е како вие се чувствувате во споредба со таа планина. Многу луѓе викаат се чувствувам како една мала точка. Меѓутоа, ајде вака да го промениме перцепцијата. Мислам дека се сеќавате, но ние мислам дека се вика калейдоскопи, како апаратчиња кои ги имавме како деца и кога ќе погледнеш внатре има разни слики кои што можеш да ги менуваш. Има планини, има многу некои слики кои што однадвор на тоа апаратче не можат да се видат. Ајде ние да се поставиме дека сме тоа, дека она што го гледаме надвор од нас, го гледаме бидејќи веќе постои во нас. И јас им велам, вие гледате таа планина и се чувствувате како една точка затоа што верувате дека сте одвоени од неа. Меѓутоа, ако ја промените перцепцијата и ако сватите дека вие тоа го гледате и ја чувствувате како голема, како моќна, затоа што тоа веќе постои во вас, тогаш се може да биде различно. Значи, самодовербата за мене е споеност да станеме едно со се што е, да станеме едно со се што е околу нас, со се што не обкружува. Значи, ние сме само физички одвоени од работите. Но сме во автентична форма. И немојте затоа да верувате дека некој е подобар или дека вие помалку можете. Едноставно сите имаме истата моќ, но можеме да изразиме на сосема различен начин. И затоа верувајте во себе, затоа што моќта и целата таа планина која што зборував е внатре во вашето срце. И тоа е најбитниот момент за вас како студенти. Ако се вселите во вашето срце, ако останете и кажете да, тоа сум јас, тоа сум автентичниот јас, сите надворешни работи ќе бидат многу полесни.